Тоа утро црвот со целиот ентузијазам, познат на неговата природа, успеа да излезе за да го потегне своето меко тело низ калдивиот рај и да го нахрани со деликатесите на калта. Простодушен и одбивен каков што беше, превиткувајќи се, пробиваше пат низ тревата, стежната од влага. Херојски на грбот ја износи почвата, внимателно отползи до десниот рап на тротоарот и колку што е долг се протегна во првиот гнасен вер. Ова е сегмент од еден од расказите на дебитанскиот роман насловен Денот на црвот на авторката Симона Јовановска, победник за најдобар роман на годината. Вечерва во студиото на Трилимп ја имаме Јовановска. Добро вечер и честитки за наградата. Добро вечер, ви благодарам и ви благодарам на поканата. Јовановска, во конкуренција од 39 книги победи романот кој што некако на најсуптилен начин ги произнесува животните циклуси, ако може така да се изразам. Станува збор за роман кој што малку метафорички го доживува животот и животните приказни, преку првата приказна за црвот, преку приказната за чавката, доаѓаме до вистински животни човечки приказни. Ајде малку да споменеме за онаа символика помеѓу дождовниот црв и реалниот живот. Црвот, како што носи насловот, нели, Денот на црвот, станува збор за приказна која што се случува во еден ден, односно во 24 часа, и која што по некоја случајност започнува токму со ликот на црвот, кој што има човечки карактеристики. Тој почеток, би рекла, тотално спонтан и непланиран, се случи како еден вид на мое внатрешно ослободување од приказната која што најверојатно тлеела во мене некој извесен период, а се случи под притисок на настаните во 2020 година, кога почна пандемијата, се случи, нели, локдаунот, и тој е некој еден вид на притисок кој што мене лично, кај мене во мојот случај бил тригер за да ме потикне да пишувам, значи еден вид ослободување на приказната од мене, како што црвот метафорично, символично се ослободува од земјата и оди да ужива во калта, која што исто така е пак следна метафора дека самиот процес на пишување во никој случај не е уживање, но во мојот случај е многу забавен. Ме забавува, затоа што јас никогаш не знам како приказната однапред ќе заврши, туку оставам преку изградба на лековите самите тие да ме однесат до следната приказна, а со тоа и до самиот крај на приказната. Символично црвот представува, нели, прост организам, меѓутоа во исто време е на самиот почеток и крај на синџирот на исхрана, символизира страв, непознатост, нешто што ни е далечно, во исто време ни е блиско, така што оставам на читателите самите да го толкуваат значењето. За мене тоа е еден вид на показател дека, нели, различните толкувања значи дека различни луѓе ја доживуваат различно книгата. Ги споменавте ликовите во романот. Вие сте по професија економист, не сте книжевник и веројатно кога се занимавате со нешто што можеби не е толку поврзано со книжевноста како примарна професија, го имате оној луксус да имате автентичен стил во изразувањето. Има тука многу ликови во овој роман. Имаме лик кој што има несреќен брак, имаме една запоставена домакинка, го имаме ликот на Пабло. И она што интересно е накратко да споменате како ги создавате ликовите, како оди она приказна на создавање на еден лик во овој роман? Самата инспирација во мојот случај е нешто што или го имаш или го немаш. Најверојатно се покажа дека ете јас го имам. Никогаш наменски не црпам инспирација, не знам, сега да одам на прошетка или да се бавам со нешто конкретно само за да ми дојде да изфорсирам. Не, низ секојдневна интеракција со луѓе во вистинскиот живот, преку читање на книги, филмови, серии, буквално низ секојдневно функционирање се случуваат толку многу работи, дури некогаш темпото е преинтензивно, не можеш да следиш се. Она што те допира на ваков или онаков начин, дополнително, нели, уметност, музика, не знам, изложби, книги, фотографии, што и да е, го прибирам. И во еден одреден момент, кога викам јас се кршат копијата, значи под притисок, излегува во вид на приказна. Дали е роман, дали е расказ, тоа е буквално
однапред никогаш не можам да го знам. Ако чувствувам дека приказната може да се расплини, да се продлабочи, може да произлезе роман. А ако мислам дека можам накратко да го кажам, останувам се држам до раскази, што ми е прилично позната форма на изразување, така и почнав. Од друга страна, ликовите, јас не сум по дефолт фан на своите ликови, значи некои од нив мене лично ми се многу далечни, некои ми се застрашувачки, ме изненадуваат, ми се бизарни, никогаш не би направила како што прават тие во одредена ситуација. И тоа е еден мој начин на кој што сакам да јас како Симона да се дистанцирам за да добијат ликовите свој идентитет, своја персона, да си се развиваат понатака по некој природен тек. Немам некоја посебна формула на која што го водам ликот, гледам се водам по тоа мене да ми биде интересно и да биде кажано на начин кој што затоа што сум економист, најверојатно сум ослободен од тие некои книжевни притисоци, меѓутоа од друга страна сум читала книги, па најверојатно и тие ми влијаеле на некаков начин. Не можеш да се изолираш од директни и индиректни влијанија, така што добивам фидбек дека сега ова има нешто свежо, нешто ново, така што јас сум секогаш отворена за свежи и нови работи, зашто да не. А имате омилен лик во романот? Да, едно од омилените глави, имам неколку омилени глави, знам и кои ми се исто и неомилени. Например, еве би почнала ако може со неомилени, ликот на Анџела. Не знам зошто, девојката си е со своја судбина, со своји особини се. Мене лично ме иритира некако. Не знам и секогаш кога го превчитував романот, после милиарда корекции, сето више и на памет го знаев, секогаш кога идеше делот тој да го прочитам, некако ми беше така, како да не ми е симпатична како лик. Од друга страна, ликот на Пабло, кој што го споменавте сега и вие, момчето на разведени родители, кој што обожава да блее и практикува дејдриминг и чита книги, ми е особено драг затоа што во таа глава се појавува и ликот на Хулио Кортасар, кој што е еден од моите омилени писатели воопшто и кој што многу ми влијал, имал големо влијание со неговото творештво врз мене како личност во однос на кариерата, би нарекла за пишување. И на некој начин во таа глава за Пабло сакав да дадам мало одолжување на авторот и на неговото дело што мене ми го направил врз животот, така што таа ја сметам како полична глава. Кога проработе црвот кај вас за да седнете и да пишувате? И што беше причината за сето тоа? Оние човечки судбини кои што се случува околу нас или таа колективна хистерија која што владееше? Најверојатно беше микс од се. Јас во 2015 по објавувањето на првата книга и во една прва збирка и единствена збирка раскази Ги најдов во длабокото, чија што промоција, ако се сеќавам, беше во мај, јас веќе наредниот месец ја добив веста дека сум трудна и некако природно се повлеков од тие книжевни, да речам, кругови во кои што никош иницијално не сум била ни влезена. Меѓутоа, кога имаш прва книга, па следуваат промоции, турнијани из Македонија, јас тоа ништо го немав, затоа што по игра на случајноста влегов веднаш во нова улога за која што морав да се подготвувам. И во првиот момент кога се најдов дома 11 месеци со 2 деца, уствари увидов дека моето хоби, кое што во меѓувреме почна многу да се меша со работата, дека ми фали. И дека можеби е време да кажам тоа што го имам. Меѓутоа, што е тоа што сакам да го кажам? Во една прилика имав да гледам интервју на Роџер Дикинс на телевизија, кинематографот, кој што зборуваше дека во 2021 се е кажано. Меѓутоа, него се уште продолжува да го интересираат различните перспективи на приказната, која што е различна кај секој човек. И јас буквално и метафорично си замислив, чекај, како е са перспективата на еден црв од негова перспектива, како гледа тој, излегува од калте, што гледа трева, гледа вир, гледа да влезе во некој вир. И од таму почна да се развива целата приказна. Крајот него знаев само дека треба да биде отворен, меѓутоа да не откриваме, нека прочитачите, телите, па да си кажат свое мислење. Со оглед на тоа дека е пишуван во најголемата пандемија, во икот на најголемата пандемија, постоеше ли некаква неизвестност кај вас од типот дали ќе доживее
Промоција. Прво, секогаш постои неизвестност дали воопшто ќе успеам да го завршам. Затоа што кога пред да почнам да пишувам било што, па макар и расказ од 3 страни, јас тој порив го чувствувам со недели наназад. И прво нешто што правам е да го потиснам. Затоа што знам дека ако влезам во процесот, би ми следел многу тежок период. Период на изолација, нели, да трпи дома обврски, семејство, период кај што треба да бидам сама во мир, во тишина, што е практично невозможно во стан во кој што живееме, нели, четворица. Така што секогаш, секој ден е неизвестен. Дури до половина да стигнам, за мене не е известно дали јас тоа ќе го завршам. Сте го прочитале скоро вашиот роман? Ви промениле нешто во однос на текот на действието? Значи тоа е бескрајна приказна. 30 пати ако го прочитам, 30 пати ќе најдам нешто што ќе можам да го коригирам, да го напишам подобро. 3000 пати, 3000 пати корекции. Значи тоа е бескрајна приказна и мора во еден момент да пресечеш и да кажеш што е тоа. Се друго зачувај, запамети, запиши ако треба за во следната книга. Го споменавте моментот со пишувачкиот порив. Веројатно кога ќе добиете награда Роман на годината, нештата добиваат некоја поинаква димензија кога станува збор за пишувањето. Кој е следниот чекор? Го слушате ли пишувачкиот порив во моментов и што ви кажува? Што се несла само на кратко до наградата, значи јас многу ја посакував оваа награда. Меѓутоа некако бев помирена дека ете ми е прв роман, дека треба уште време, нели, да се развивам како автор, па можеби жирито би рекло почетник е, дајме шанса да се покаже во втора, трета книга, меѓутоа од друга страна па нема правила, нели? Некои автори најдобрата книга ја напишале како прва, понатака сите следни им биле полоши од првата. Така што нема правило во книжевност дали ти е прво или 10-то, искуството не игра никаква улога. И оваа награда најмногу се надевам дека ќе донесе публицитет на книгата, да дојде до што е можно поголем број на читатели, да добие евентуално преводи, зошто да не. Што се однесува до пишувачкиот порив, да, почнав да чувствувам такво нешто, таква искра пред околу Нова година периодот. И нели ја негирав, ја задушував, ја ставав на страна, меѓутоа на крај повторно таа ме пронајде и почнав да пишувам нешто, кое што е ептен на почеток, некои 10 страници, роман, станува збор за роман, ништо не знам. Не знам како ќе се развива, не знам како ќе заврши, знам дека сакам да биде нешто различно од мене, би рекла и различно од досегашната македонска сцена. Тоа би било малце претенциозно со гледна тоа што немам време да ја читам сега во моментов актуелната сцена. Не знам што се пишува, меѓутоа се надевам дека тоа што ќе го напишам, ако некогаш го завршам, ќе биде поразлично. Јовановска, покрај среќата која што ја донесе наградата за роман на годината на Денот на црвот, што ве прави среќни овие денови? Среќата е здравје. И тоа во моментов ми е најбитно, значи здравјето мое, на сопругот, на децата, на тие што ми се блиски, брат ми, мајка ми, татко ми, значи буквално на сите луѓе што ги знам и ми значат во животот, па зошто и да не пошироко, значи конечно да заврши оваа пандемија и нели да живееме сите еден здрав, поспокоен живот. Тоа ме прави многу среќна кога сум здрава, кога децата и блиските ми се здрави. Следно ме прави задоволна, би рекла или ми дава некој мир времето са бајле откако ќе ги однесам децата во градинка, што го пијам сама првото кафе, значи се спремам за на работа, го пијам кафето и одам слушам музика, музиката ме прави многу среќна. Верувам во мир и сакам да живееме во едно нормално, стабилно време, каде што би можеле културните вредности од друга страна и уметноста да дојдат повише до израз, зашто кога човекот се бори со екзистенцијални прашања, него не го интересира уметност и култура. Него го интересира како да преживеат денес утре. Така што еден општ колективен мир и благосостојба за мене најголем извор на среќа и најголем поттик да дојдат до израз некои поинакви вредности. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Фала ви за повикот, се надевам дека ќе се видиме во следна прилика.